Одиме до Полиоплус со нивното прашање. Повелете, представете се и ве молам да ги почитуваме правилата. Прашањата се до 20 кандидати. Ги бирате вие, не јас. Веќе ме скративте, значи. Јулијана Климовска од Полиоплус. Јас во случајов, ако морам да бирам, би го прашала господинот Шилегов и господинот Чехтански. Само едно кратко прашање. Дали, доколку станете градоначалник на град Скопје, сте спремни да вработите или не мора да биде вработено лице, меѓутоа да имате советник лице со хендикеп? Јас ќе ви одговорам. Значи, и во програмата најмногу на тоа потенцираме, бидејќи лицата со посебни потреби ниту имаат услови во зградите прво, тргнувајќи од зградите, ниту за влез, ниту за излез, ниту посебни патеки, ниту семафорите се соодветни. Во централното подрачје немате соодветни семафори за слепи луѓе, посебно за луѓе со посебни потреби. По однос на вработувањата, значи вработувањата во администрацијата, во градската администрација, да, задолжително мора да има советник градоначалникот, лице со посебни потреби, кој најдобро знае што им е потребно на тие лица и како советник да го советува за потребите на тие лица. Ви благодарам. Господин Шилегов. Вие знаете добро и на нашата средба заедничка која што имавте, дека ја имавме, дека моите заложби се токму такви. И моја одлуката и вие соопштив дека дел од инвалидизираните лица или лица со посебни потреби ќе бидат вработени како дел од градската администрација. Лице кое што има проблем со движење на нозете, нема проблем со движење на рацете и главата, што се сосема доволни да ги извршуваат административните работи во рамките на градската администрација, тие лица ќе бидат дел од таа екипа што ја зборувам како градска администрација која што ќе одлучува после понатаму. Мора да ги доловиме стандардите кои што се предвидени во Европската конвенција за лицата со посебни потреби. Не можеме да ги решаваме паушално или проектно. Проект стана збор кој што е многу експлоатиран, можеби и нефункционален. Морате да имате целосен план и стратегија како да ги доловите стандардите. Вие подобро од мене ја познавате таа проблематика. Јас нафрлам некои од работите заради јавноста, меѓутоа на микроплан ќе бидете дел од луѓето. Госпоѓа Џонс или Тодоров сакат може да искористат. За да ја кажам нешто пропуштив. Значи, тогаш користите уште една реплика. Добро, нема. Веќе е шеста? Некете? Поред. Не е проблем. Доколку госпоѓа Џонс или Тодоров имаат интерес за ова прашање, може да искористат својата реплика. Повелете? Да, апсолутно. Имам и своји преференцијални кандидати за таа работа, луѓе за кои што знам дека одлично ја познаваат состојбата со луѓето со посебни потреби. Исто така би требало да постои позитивна дискриминација во таквите случаи. Пред неколку часа имавме средби многу организации кои што се дел од платформата за сиромаштија. Тука се и луѓето со ментални пречки и многу други категории граѓани кои што се тотално маргинализирани. Благодарам, Да не господин Тодоров. јас над времето. Прашањето е многу, мислам, добро поставено и го разбрав негово. Доколку ја добивам довербата од граѓаните и станам градоначалник на град Скопје, логички е дека едно лице со посебни потреби, едно или две од повеќе области, ќе биде мој советник за да ме советува во врска со потребите на таквите лица, бидејќи стварно најизворно и најдобро ќе ги осознаеме потребите баш од таквите лица кои што ќе не советуваат да постапуваме во нашата комуникација и подобрување на условите во градската администрација и во јавните градски предпријатија за таквите лица да може да комуницираат нормално со градот Скопје и со јавните предпријатија на град Скопје.